Оризот повторно станува државна резерва. Државата ќе ги откупува сите залихи. Ова заменик министерот за земјоделие Костадиновски го кажа денес на средба со оризопроизводителите од Кочанско и Чешиново Облешево. По 12 години оризовата арпа повторно ќе биде ставена на листа на стоки од стратешко значење за државата. Веднаш кога ќе го промениме и кога ќе законот и кога ќе ја вратиме на листата на стоки од стратешко значење оризовата арпа и кога законот ќе биде донесен во собранието, дека ќе пристапиме со реализација на таа мерка да набавиме количини кои што ќе ни бидат потребни за државни резерви. Мерката на државата е резултат на проблемот со откуп на оризот од последната реколта. Досегашните контроли кажуваат, како што спомна и заменик министерот, дека се откупени околу 30% од количините кои што се произведени за реколта 2015. Имам и одредена залиха која што е констатирана во самите откупни компании, односно во нивните магазини. Како што слушнавте со мерката која што предлага владата, односно министерството, се надеваме дека ќе најдеме решение за останатата количина да ја пласираат земјоделците, односно да државата ја откупи за државните резерви. Интервентната мерка на државата е надеж за оризарите од регионот, за трудот и маката да не им останат во амбар. Ако се направи, мислам дека овие проблеми ќе бидат во секој случај надминати. Оваа мерка скоро 5-6 месеца се разговара со исто министер, заменик министер, со председателот и мислам дека се најде решение. Државата, владата најде слух да ни го оствори ова барање и мислиме дека со ова ќе се подобри состојбата на оризопроизводителите кои се ова година доста загрозени од ниската цена на оризот. Според најавите од ресорното министерство, законските процедури треба да завршат за најмногу 1 месец, а веднаш потоа оризовата арпа земјоделците да почнат да ја продаваат на државата.